Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер звезда. Се уваме од местото кое што е спој на минатото, сегашноста и иднината. Драги гледачи, во оваа емисија Супер звездите ќе ве прошетаат и ќе ви ги откријат тајните на старо, новиот, поточно возобновениот Македонски народен театар, кој што се наоѓа веднашка до реката Вардар. Кога ќе го поминете кај нениот мост, тоа е вториот објект од вашата лева страна, така да денеска ќе бидеме специјални гости овдека, да видиме какви тајни крие и за каков театар всушност станува збор. Останете во следните 60 минути, ќе имаме многу интересни гости и многу возбудлива емисија. Ќе имате можност да видите нешто што никогаш досега не е видено претходно. Така ли е, дечки? Ајде, 3-4, одиме во Македонскиот народен театар. По мене, тргнуваме. Ајде. Почитувани гледачи, за убава емисија ни требаат убави соговорници, а токму такви имам денеска до мене. Тука се наоѓа Мила. Мила, здраво, живо и добре дојде во Супер звезда. Здраво, добро ве најдов. А тука се наоѓа низината колешка Рената. Рената, здраво, живо, добре ни дојдовте и вие во Супер звезда. Како сте? Добро, вие? Ние сме одлични, прекрасни во ваков музеј. Дечки, како може да сме, нели? Супер, топ! Да ме прашам, Мила, почнаа ли веќе посетители да доаѓаат, да го гледаат возобновениот Македонски народен театар? Да, посетителите веќе почнаа да доаѓаат од 18. Меѓутоа турите требаше да траат до 1, бидејќи посетителите беа толку заинтересирани за театарот и за музеот кој што го поседува самиот театар. Ние ги продолживме турите. И оваа година нема одење на одмор. И нема одење на одмор. Се уште мислам дека ќе траат. Сега до кога ќе траат ќе видиме. Значи, може да видиме дека се наоѓаме во еден сосема нов, многу убав, интересен, автентичен амбиент, предпоставувам, со она што било во минатото. Ајде да кажеме овој Македонски народен театар, каква институција е, за што поточно станува збор? Значи, пред се, ова е еден храм на уметност. Храм во кој што нели нашите актери и во соработка со режисерите може да изразат својата нели креативност и да дадат се од себе да направат што подобра представа. Македонскиот народен театар е институција во која што може да се даваат нели театарски представи, пред се драмски представи. Сцената сега за сега значи не е намената за оперски и балетски представи, што не значи дека инцидентно нема да се сведуваат и тие. Секако покрај што е ова еден храм на уметноста, каде што ќе се даваат нели тие драмски представи, каде што уметниците, значи актерите заедно во соработка со режисерите, нели ќе изразуваат својата креативност. Ова е воедно и музеј, каде што се изложени експонатите на нашите пред се уметници, доаени, тука се опатени актерите, сценографите, режисерите, така.
би сакал да ве прашам во оваа наша денешна посета, што се ќе успееме да видиме? Денеска дечињата ќе се запознаат со големата сала или како што ја викаме ние златната сала, која што има 724 седишта, ќе може да се качат малце на сцената, да одглумат нели нешто. Кажавте дека ќе имаме специјален гостин денеска, точно ли? Точно така, тоа нека остане уште мала тајна. Ќе откриеме подоцна кој ќе биде специјалниот гостин, а сега ќе направиме кратка пауза, почитувани гледачи, одиме да видиме што се случува во салата на Македонскиот народен театар. По нас! Еве, почитувани гледачи, ние се наоѓаме, верувале или не, качени на сцената овдека во возобновениот Македонски народен театар. Дечиња, како се чувствувате тука? Добро! Како вам ви изгледа оваа сала во која што сме денеска гости? Некој ми кажа дека му личи оваа сала како кралска сала. Браво! Ви изгледа ли така? Да! Навистина се чувствувам како Алиса во земјата на чудата, почитувани гледачи. Еве, Рената е денешен мој соговорник во овој дел, во кој што ќе поразговараме малку околу тоа што има во салата и каква е салава и каква орнаментика има овде. Може ли да ми кажете нешто повеќе околу тоа? Вака, значи во оваа сала представени се орнаменти, односно релјефни плочи, кои се преземени од мозаици, иконостаси, монети и накит пронеден на територија на Македонија. Тие датираат од раниот 6 век пред наша ера, па се до 19 век. Значи, представени се најрепрезентативните археолошки артефакти, како и они од историјата на уметноста. Исто така имаме една насликана спуштена таваница на која се насликани 8 музи кои се заштитнички на уметноста и науките. Меѓу нив се наоѓаат 8 најрепрезентативни археолошки артефакти, а околу нив имаме представа на театарски представи и исто така имаме персонификација на 4 театарски сезони кои се персонифицирани како 4 жени. Таа спуштена таваница е дело на ликовните уметници Синиша Кашавелски, Ѓорги Чолаковски Ѓото, Златко Глигоров и Ема Петрова Николовска. Значи на терасите на првите технички ложи се илустрирани едни представи кои најмногу се поврзани со театарот, бидејќи овие плочи се преземени од античките театри во Македонија. Значи, преземени се од античкиот театар во Охрид и од античкиот театар во Стоби. Овие плочи служеле како декорација на овие театри. Има представа на театарски перформанси и свечености. Исто така имаме представа на богот Дионис, кој е придружен со Менади, исто така и со музи, со сатири. Потоа имаме представа на ранохристијански капители кои се наоѓале во ранохристијанските базилики во Хераклеја како и во Стоби. Исто така имаме представа на неколку опкови од икони кои потекнуваат од 14 век и представуваат дело на цари градски уметници, како и на следбениците на големите византиски уметници Михајло и Евтихи. Тие се наоѓаат во галеријата на икони во Охрид и имаме претежно салата ни е орнаментирана со мотиви кои се преземени од иконостасот во црквата Свети Спас во Скопје. Тој иконостас датира од 1824 година, представува едно од трите ремек дела на копаничарската тајфа на Петре Филиповски Гарката. И исто така, како што напоменав, сликаната декорација на таваницата, која дел е изведен во мурал. И имаме една представа на завесата,
Значи тоа е една везена Грација, тоа е стилизирана представа на Грација или Харита, која представува одлика на убавината, младоста, играта и танцот, секогаш била придружничка, се представува како придружничка на Аполон и на Дионис. И поради тоа е одбрана да биде мотив на оваа завеса, бидејќи има поврзаност со театарот. Како што гледам, значи овдека ништо не е случајно и вложено е многу труд и многу љубов за да се направи ваков театар. Точно, сепак е македонски народен театар, сепак е представена одликата на македонскиот народ, тоа што нас најмногу не представува како една земја. Така, видовме како изгледа сцената и ја пробавме, значи сега со некои од идните актери, а сега предлагам, ако сакаат дечињата, да седнеме малку во публика, да ги пробаме столчињата. Но повелете, седнете, да. Да видиме што се случува таму. Да. Ајде, дечки, по мене доаѓајте. Еве не сега сите во гледалиштето и како што е редот, еден громогласен аплауз за старо-новиот Македонски народен театар, да ни е жив и здрав, уште многу години, да не служи да имаме можност да се радуваме овдека со прекрасните представи кои што ќе се имитуваат во иднина, само убави гости да ви доаѓаат, да ви посакам и само убави работи да се случуваат тука. Како што кажавме, имаме уште две ваши нови колешки кои што се придружија во оваа емисија. Здраво за Марија. И здраво за уште едната Марија, добро ни дојдовте во Супер Звезда, како сте? Одлично, добре дојдовте вие во нашата златна сала. Ви благодариме што ни овозможивте меѓу првите да бидеме дел од ова случување овдека. Ви имате секојдневно можност да уживате во ова убавина, така? Токму така, да. И работите овдека во Македонскиот народен театар и која е вашата работа поточно? Всушност, јас сум археолог кој работи во Македонскиот народен театар и заедно со колишката Рената сме задолжени за орнаментиката во оваа сала. Би сакал, Марија, да ве прашам нешто повеќе околу Лустеров, има ли некоја посебна символика? Лустерот има исто толку сијалици колку што има и седучта во оваа сала, а се што е направено во овој театар е правено наменски и по порачка. Значи, сите овие работи кои што ги гледаме, орнаментите, терасите, ракофатите, седиштата, се што е овдека е направено специјално за овде? Да, токму така. И не е нешто што е во сериско производство и не може да се купи некаде? Па, поголем дел од тоа не е. Ви благодарам. Ајде да ги прашам дечиња, како вие се чувствувате тука? Ми рековте дека салата била кралска. Се ли кралски овие седишта во кои што се седнати денес? Така, благодарам. Значи, денеска нема да имаме можност да гледаме представа, но кога започнуваат представите? Театарската сезона ќе започне во септември и ќе биде отворена со премиерата на представата Вечна куќа. Така, јас да ви посакам се најдобро и очекувам да бидам поканет на премиерата, да бидам... Повелете во септември. И исто така еден меѓу првите кои ќе има можност да биде дел од историјата, да го доживее оној прв печаток на отварањето на возобновениот театар. Така да ви посакувам се најдобро и ви посакувам убаво да ви поминат овие летни одмори, да соберете енергија, бидејќи многу се изнаработевте до сега, за да имате уште повеќе енергија, за да може со исто такво темпо да продолжите и натаму. Фала ви многу, повелете во септември. Фала ви на вас. А сега јас предлагам да направиме кратка пауза, а потоа одиме каде? Одиме горе да видиме што се случува тамо. Ајде, правиме пауза и потоа шетаме. Драги гледачи, доаѓајте по нас. Сега се наоѓаме во еден дел кој мене лично посебно ме воодушеви. Ова е првиот спрат од Македонскиот народен театар. Што поточно има тука? Тука поточно се наоѓа музејската постановка. Тука се наоѓаат витрините кои што се посветени на македонска крвава свадба. Впрочем, тоа е и првата наша национална македонска пиеса,
која што беше напишана 1900 година од Војдан Чернодрински. Тука можете да ги видите сценографските и костемографските скици од најразлични автори. Тука се Тума Владимирски, Бранко Гостовски, Василија Цицо Поповиќ. Автентични ли се поголемиот дел од предметите, списите, се оно што се наоѓа овде, костимите, например? Се што опфаќа во музејската постановка е оригинално и најавтентично, да. Дури приметив долу има и една цигла, тула, како би ја кажале, од стариот театар. Навистина ли таа припаѓала и била вградена во стариот театар? Навистина, таа е оригинална тула, која што е изработена во фабриката Алатини. Сочувана до денеска и вратена, значи историјата е дојдена и изложена овде каде биде сведок за она што било некогаш и за тој катастрофален земјотрес во 63-та која што го разорнал театарот. 26 јули 63-та. Да. Овдека исто така простор каде што посетителите ќе доаѓаат, од овдека се излегува на балконите кои што гледаат во салата? Значи моментално се наоѓаме во централниот фоје, да речам, од горниот кат. Тоа е поделено на два дела. Делот на можам да кажам драмските доени и делот на операта и на балетот. Меѓутоа, воедно може и гледачите да повелат и да дојдат и да седнат на балконите. Така да. Малку да прошетаме, да видиме како изгледа. Може, меѓутоа балконите се многу ниски, така да внимателно дечиња. Ќе внимаваме, договорено. А сега, ајде, да прошетаме и да видиме што се случува. Еве на нас, драги гледачи, качени овде сега многу високо, ќе ви мафнеме од едно специјално место. Сте гледале ли Мапет Шоу, вие дечки? Не, оние кои што гледале знаат дека има едни двајца дедовци, тие се вака качени на тераса како нас, се ири фаќаат од гори и се смеат на она се што ќе го видат, даваат коментари. Така да и ние сега дојдовме на едно сирчиско место овде во театарот, тоа е првата тераса, така првиот балкон, од кај што имаме многу убав поглед на сцената, дури нешто невообичаено, вакво до сега нешто немало кај нас. Да, погледот е преубав, дури да седнавме вака во средина на тој балкон, мислам од таа страна на балконот ќе беше уште поубав печатокот. Погоре имаме уште еден балкон. Не е само првиот, има и втор балкон. Еден балкон, да, меѓутоа денеска нема да одиме со дечињата горе. Во некоја од наредните емисии ќе имаме можност да го видиме тоа. Да, и би ги поканила сите дечиња па да изгледаме така една представа заедно. Специјална. Затоа вие имате лифт. Јас сега го видов вашиот прекрасен лифт и не ми беше јасно зошто е, а вие впрочем сте имале два балкони па да можат посетителите со лифтот оди си горе па си мисли се долу. Имаме лифт така за некој кој што не може да си се качи, дури имаме и лифт за инвалидни лица, така да тие се секако добре дојдени и овозможен им е пристап, значи се што треба е направено да можат да... Пристапот имаме услови за сето тоа, така да. И посебни места и пристап до гледалиштето да бидат и тие дел од ова се што ќе се случува тука. Сакав да прашам, има ли место каде што сите оние посетители во текот на представите, доколку има пауза или пред или на крај би можеле да се дружат малку, да се забавуваат, некое бифе, некоја кафетерија или нешто така? Секако дека има место каде што може посетителите после гледаната представа да седнат и малце да се освежат. Сега се наоѓаме на горниот кат. Меѓутоа бифејата се наоѓаат долу на приземјето, така да сега би ве поканува да отидеме долу и малце да се освежиме. Така, беше напорно ова снимање денес,
па ожедневме, има ли некој жеден дечиња меѓу вас да видам? Да, одиме сега сите во бифето, а таму и ќе ја одјавиме оваа наша денешна емисија и ќе го завршиме оваа наша денешно дружење, драги гледачи. Останете со нас, има уште неколку минути до крајот на ова наше денешно дружење. Дечки, правиме кратка пауза, а потоа се симуваме доле да видиме што таму се случува. Како што гледате, почитувани гледачи, нашата емисија продолжува во ведар амбиент и одлично расположение. Како се побинувате вие? Одлично. Кажавме дека денеска има некое специјално изненадување. Дали ќе ни откриете кој е тоа? Секако дека да, денеска нашите другари може да ја видат министерката, тоа е Елизабета Канчевска-Милевска, така да ја поканувам. Дојде на дечињата која сака да им посака срдечно добре деде. Министерке, добар ден и добре дојдовте. Добро најдо, ви благодарам на поканата. Добар ден, Дарко. Ви благодарам и на вас што денеска дојдовте да ни посакате едно срдечно добре деде. Јас и Супер звездите сме воодушевени од ова што денес може да го видиме. Да, не да ни се допадне, него станува збор за чудо. Театарот, убав е. Театарот е и повеќе од прекрасен. Имаме некои прашања кои што ги подготвивме за вас. Ајде да видиме кој прв ќе праша. Повели Стефан, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Стефан и сакам да прашам кога прв пат на ова место имаше театар. Благодарам, Стефан, на прашањето. Јас ќе ви кажам некои историски податоци. Значи, уште во 1915 година започнал да се гради овде на истото место стариот театар и градењето траело до 1927 година. Ајде да видиме кој има следно прашање. Повели Злато. Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам што му се случило на стариот театар и зашто го нема. Навистина ово интересно прашање. Каде е стариот театар? Што се случи? Да, вие ќе видите пред да ти одговорам Злато на прашањето, ќе видите тука и многу слики. Во таа година што ви спомнав, нели, во 1915-та кога почнал да се гради, како одел развојот на театарот, кога се срушил театарот и така натака, така да во таа прекрасна музејска поставка ќе ги видите и тие податоци. Во 1963 година, значи, во Скопје се случува еден голем земјотрес и таа година, значи, се руши овој театар, стариот театар, но театарот не бил толку срушен, значи еден дел од театарот бил срушен, така да и можел да се реконструира тој и ќе видите и слики каде што и има поставено скеле околу театарот, значи почнале со реконструкција, но од кои причини се донела одлука, нели, да се сруши целиот театар, причините се, како да кажам, може не доволно јасни, но се руши целиот театар и на ова место, значи, владата
уште во 2009 година носи одлука да се изгради повторно театарот на истото место каде што постоел и каде за време на земјотресот 1963 година е срушен. Така да, од кога ја носи владата таа одлука, Министерството за култура, како инвеститор, нели, од страна на владата, започнува, значи, со изградба на стариот театар на истото место и многу е значајно што и самите архитекти кои што добиваат, нели, прва награда за тоа идено решение, ги запазуваат визурите и на надворешниот изглед на театарот и на натрешниот. Тоа истото можете да го видите исто така во оваа музејска поставка. Ќе видите дека фасадата е целосно запазена, но нормално имаме нека орнаментика позлатена на фасадата. Имаме повеќе скулптури на горната површина од оние, нели, што постоеле. Внатре исто така се запазени сите визури на театарот и нормално имаме целокупна позлатена орнаментика која што можеме да видиме, значи, во главната сала. Така да од 2009 година, кога владата носи одлука, веќе од 2010 почнува интензивно да се гради театарот, нели, и во оваа година 2013 имавме можност да го отвориме и да ги отвориме вратите пред сите граѓани, пред сите оние заинтересирани кои што сакаат да дојдат и да го видат театарот и преку нашите водичи да се запознаат, значи, со нашето вредно културно наследство кое што може да се види на целокупната орнаментика, со вредната музејска поставка и со сето она, нели, што го сочинува стариот театар. Благодарам. Следно прашање имаме. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Лора, сакам да прашам дали имаше потреба да се направи нов театар. Навистина, дали имаше потреба на местото на стариот да се прави нов театар? Па добре, јас еве ќе ви го кажам моето мислење. Да, сметам дека имаше потреба и навистина ми е драго што еве јас во тој момент, нели, сум била во Министерството за култура и што таа чест, нели, владата ја доделило на Министерството за култура да почне со оваа значајна инвестиција, бидејќи е значајно да тој историски континуитет и театарски, се разбира и градителски го продолжиме. И многу е значајно што на истото место се гради театарот, значи со и екстериерното и интериерното уредување, значи запазено и така натака. И сметам дека е од огромна важност да Република Македонија поседува еден ваков значаен театар со сите светски перформанси, мислам зборувам, значи, во делот на сценската технологија, аудио, видео, опрема и така натака, бидејќи ние, знаете, имаме многу вредни уметници, многу вредни актери кои што работат по нашите театри и мислам дека заслужуваат да имаат еден ваков простор, соодветен простор со сите услови за да продолжат сите оние успеси кои што ги правеа досега за Македонија, сите оние награди кои што ги собира за нашата држава, повторно, нели, да продолжат и тоа да го работат. Така, 50 години по разорнувањето на стариот театар, конечно Скопје си добива уште еден дел од нашето културно минато. Значи се наоѓаме на место кое што го спојува минатото и иднината. Како се чувствувате? Да, сегашноста и иднината, да, и минатото. Како се чувствувате откако сето ова се направи? Значи беше проект, го имавте на хартија, еве оживеа денес. Како се чувствувате вие кои ќе дојдете тука? Знаете, многу е битно, јас сакам и на сите дечиња да им кажам што и владата, сите министри во владата, премиерот, морам да го спомнам, господинот Никола Груевски, навистина даде голема поддршка за изградба на овој театар. Веруваше во тоа и сите ние верувавме дека ќе успееме да го изградиме повторно театарот, бидејќи во овој театар е вложена многу енергија, многу труд, стручност на голем број на лица, на експерти кои што работеа на театарот и стварно во овој период изминат во овие неколку години интензивно доаѓавме овде. Работевме на сите овие делови на оваа прекрасна орнаментика и морам да изразам благодарност до сите оние кои што беа активно вклучени, бидејќи навистина чувството е посебно кога ќе дојдете и кога ќе видите дека сте создале некое дело, во кое дело сите верувавме и имавме голема поддршка, морам да кажам, од сите граѓани во нашата држава. Јас се сеќам, веќе се навратам на тие некои моменти уште кога почнавме, нели, во Министерството за култура да работиме. Бевме собрани така неколку професори, академици кои што исто така формирале еден иницијативен одбор и, нели, таа иницијатива била токму да се изгради повторно стариот театар. Седевме заедно со нив, разговаравме, значи, околу проектите, како ќе се реализира, некој викаше леле ова тешко ќе се реализира, навистина, значи
дека е сложен проектот и така натака, но сите заедно успеавме бидејќи имавме поддршка од сите вас, од сите граѓани. Знаете, кога имате поддршка, нормално таа поддршка ви дава сила и енергија, нели, да продолжите понатаму и да го создадете ова дело. И секојдневно, мислам, бидејќи граѓаните доаѓаат, млади луѓе доаѓаат и секој кој ќе ве пресретне, нели, е среќен бидејќи го гледа театарот, а многу од верувам и од вашите баби, дедовци, од вашите родители се сеќаваат на тој момент кога доаѓале овде во театар. Кога гледале, кога гледале голем број на представи, значи се сеќаваат на овој објект, на сите тие убави моменти и нивното чувство пренесувајќи ми го и на мене и на нас, навистина сето тоа не прави многу среќни. И сме радосни што успеавме, нели, да го создадеме ова дел. Кое што ќе остане, нели, и за државата и за сите нас, и за сите вас. Министерке, нема да ве пуштиме денеска лесно. Имаме уште прашања за вас. Ајде да видиме следно прашање кој ќе постави. Оваа кукличка. Повели Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Софија, сакам да прашам што добива градот Скопје со еден ваков театар. Прекрасно прашање, министерке, добиваме ли ние? Софија, да, благодарам. Еве јас ќе те прашам тебе ако може. Дали тебе ти се допаѓа театар? Да? Значи мислам дека градот Скопје навистина многу добива, бидејќи во сите оние разгледници, списанија, нели, личната карта на градот Скопје или кој ќе седнеме по некои ресторани, така гледаме слики или кој ќе ни дадат на самата маса, нели, онакви ливчиња, ги гледаме, значи, тие стари објекти кои што постоеле во градот Скопје, така да токму стариот театар е една лична карта на градот Скопје, на главниот град на нашата држава, така да мислам дека од огромно значење што успеавме повторно да го изградиме, да го ревитализираме и да ги запазиме тие визури. Значи, покри значењето, значи, за самиот град, морам да кажам дека овој објект има големо значење и за самите граѓани, и за самите уметници, за нашата култура. Дали сметате дека некој претходно требаше да се сети ова да го направи уште порано? Па нормално, мислам, сметам дека навистина уште многу порано требаше да се прави и уште од многу порано требаше да се започне со голем број инвестиции, без разлика дали тие се, нели, од областа на културата, од областа на образованието. Инвестирањето многу значи за иднината на нашата држава, бидејќи со самото инвестирање и со тие инвестиции даваме еден, морам да кажем, голем бенефит и архитектонски, и економски, и социјален, што се вели, и културен за Република Македонија. Затоа велам, инвестициите никогаш не се неважни, туку тие се многу важни и мислам дека и порано да се почнало со вакви инвестиции, многу би имале што повеќе да покажеме и понапред би биле, се разбира, од она што требало да бидеме. Јас би сакал малку да го продлабочам прашањето на Софија. Дали со еден ваков нов театар, музеј или што друго идеја, добива Скопје или добива цела Македонија? Добива цела држава, цела наша држава, цела наша Македонија, бидејќи знаете како сите оние туристи кои што во изминатиот период ги гледаме, кои што се присутни се повеќе и почесто во градот Скопје, токму говори, значи, за тоа наше богато историско културно наследство, таа богата архитектура и градителство. Така да идејата ни беше токму тоа богато културно наследство, дали станува збор за музеот или за театарот, да го прикажеме преку сите овие инвестиции, да го презентираме и пред нашата македонска јавност и пред странската јавност, така да сите тие посетители кои што доаѓаат во континуитет, бројните, бидејќи веќе кажам, музеот има огромен број на посетеност, театарот од отварањето на вратите за граѓаните секојдневно, мислам како што ми информираат, некогаш и по 200 луѓе во текот на денот доаѓаат, се присутни, сакаат да го видат театарот и многу значено е што во театарот, значи во главната сала е прикажано нашето богато културно наследство. Тука можете да видите орнаментика која што потекнува, значи, од најразлични периоди на настанување, од голем број на артефакти кои што се пронајдени, значи, на нашите археолошки локалитети, сите она што го представува нашиот културен идентитет. Нешто што е најважно и за нас како граѓани и за нашата држава. Ви благодарам. Ајде да видиме, имаме ли уште прашања? Уште едно прашање да завршиме со разговорот. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Зорана и сакам да прашам министерката дали има нешто друго што се прави за да го посетиме наскоро. Какво прекрасно прашање. Ние многу сакаме да посетуваме убави места, министерке. Навистина, има ли нешто друго што се прави и што ќе може да видиме? Јас се надевам дека од сите овие убави дечиња некој ќе стане утре актер, така, ќе стане балетан, ќе стане музичар и така натака, така да сите овие објекти ќе бидат и токму и за нив во иднина, за нашата иднина.
Да одговорам на прашањето. Значи покрај овие инвестиции кои што беа во надлежност на министерството, значи ќе ја спомнам спомен куќата нели на Мајка Тереза како прв вака објект кој што го завршивме и го промовиравме. Потоа музеот на македонската борба, видов една емисија дека бевте и таму со сите дечиња. Ви се допаѓа музеот? Музеот. Покрај музеот, значи, еве сега стигнавме до оваа инвестиција да затвориме стариот театар, нешто што следи понатака е исто театарот во Велес, бидејќи нормално Велес е еден град кој што навистина има богата, морам да кажам, театарска и историска традиција. И тогаш се донесе на почетокот и одлука нели да се гради нов театар во Велес. Веќе театарот е во завршна фаза, така тоа не очекува нешто што е во следниот период. Следната година не очекува изградбата на концертната сала за Македонската филхармонија. Тој објект се гради помеѓу Македонската опера и балет и музичкото училиште. И тоа ќе биде прекрасен објект, еден дом за нашите музичари кои што функционираат и работат во Македонската филхармонија, нешто што верувам дека долго го очекуваат, да имаат свој собствен дом, да работат во едни соодветни услови, да музицираат и да создаваат, се разбира, нови дела. И мислам дека со таа инвестиција покрупна, ние како министерство завршуваме. Ни останува уште интериерното уредување на новиот археолошки музеј. Значи, тој нов археолошки музеј се наоѓа, значи, од другата страна на музеот на Македонската борба, значи од другата страна на Камениот мост. Тој објект е поврзан заедно со Уставниот суд, нели, со архивот на Македонија. Археолошкиот музеј е во средината, нели, на тој објект. Веќе работиме на интериерното уредување, така да и тоа ќе биде еден доста значаен музеј каде што исто така преку најсовремени технологии, виртуелни нели елементи ќе биде реконструкција на голем број археолошки локалитети, ќе бидат презентирани истите и голем број на артефакти, предмети, скулптури и така натака ќе бидат презентирани во новиот археолошки музеј, така да и тоа е една значајна инвестиција. Значи тие се вака трите последни во завршна фаза, значи театарот во Велес, концертната сала за Македонската филхармонија и археолошкиот музеј. Тука се верувам дечињата имаат видено и голем број на скулптури кои што ги поставивме нели во централното градско подрачје, портата Македонија како еден вака објект исто така со мултифункционална димензија, културна димензија за голем број на настани, голем број скулптури кои што исто така сметавме дека е од огромно значење и за сите граѓани, за тој еден посебен однос кој што се развива помеѓу нели личноста, граѓанинот и уметноста, ликовната како едно скулптурално решение, како што има и сегде во светот. Така да мислам дека веќе Скопје добива една многу значајна и културолошка димензија покрај сето она што го поседуваме и сега го презентираме и нормално сите оние посети, туристички посети, сето тоа ни даваат еден голем бенефит нели и сила да продолжиме сето она што сме го ветиле пред граѓаните. Многу значајно е да сето она што ќе го ветите пред граѓаните да го исполните и да го реализирате. Треба многу работа, нормално треба многу труд, љубов. Кога работите нешто, навистина е битно да го работите со љубов. Ние навистина се вложивме многу со љубов, со многу посветеност. Сите вработени во министерството работат интензивно да се реализираат сите овие дела. И знаете како, кога, пак ќе кажам, се вложуваат и со љубов и со посветеност, резултатите ќе бидат видливи, верувам дека и од другата страна ќе бидат прифатени. Ви благодарам што бевте наш гостин денеска. Ми беше навистина многу задоволство. Кога сакате слободно дојдете повторно. Посакувам повторно да не бидете гостин во некоја од наредните емисии. Има уште многу места што не сме ги посетиле. Нашите дечиња се љубопитни и сакаат да разгледуваат, да гледаат, да посетуваат нови места, така да сакам да ви се заблагодарам. Благодарам и на вас. Многу е битно да одат и на театар, и на балет, да одат да ги гледаат сите овие наши убавини, затоа што тоа е нешто што верувам дека многу ќе помогне за развивање на свеста за културата, за уметноста, за нешто што е многу битно да се изградите како вистински личности. И за крај сакам да кажам, почитувани гледачи, дека имаме среќа да имаме една ваква прекрасна министерка, која што пред се е многу добар, прекрасен човек, јас би рекол вистински пријател и другар. И онака како што почнавме, така и да го завршиме ова наше дружење, ајде да ја куштеме, да ја бакнеме и да ја посакаме се најдобро, да ни е жива и здрава. Се надевам дека ќе се гледаме уште многу долго и ќе одиме на разни многу други места.
Навистина морам да кажам дека јас прекрасно си поминав. Како поминавте вие, дечиња, денеска? Дали ви се допадна овој нов македонски народен театар? И што ќе им кажеме на оние кои што не гледаат? Да дојдат да го посетат или не? И тоа да побрзате, драги гледачи, бидејќи ова не е театар, ова е вистинско чудо. Со неколку зборови, ете, така би можел да го опишам ова наше денешно дружење и навистина да ви кажам дека се уште се чувствувам како Алиса во земјата на чудата. На сите вас би сакал да ви заблагодарам за вашиот топол, срдечен и безпрекорен пречек кој што... Фала ви за овој безпрекорен пречек кој што ни го организиравте и да ви кажам дека нема така лесно да куртулите. Ние повторно се враќаме. Повелете кога што сакате. Во месец септември доаѓаме повторно овдека да ги гледаме представите, да се дружиме, да се забавуваме, значи да бидеме дел од културниот живот во Скопје кој повторно започнува и се возобновува со новиот возобновен македонски народен театар. Фала ви уште еднаш. Фала и на вас и како овој театар останува пред се за оваа генерација. Така, и сите наредни кои што ќе доаѓаат, Наредни кои што доаѓаат, така да искрено сакам јас да кажам еве за крај дека ми е драго што конечно дечињата во Македонија имаат можност да живеат во една сосема поинаква реалност, во еден сосема поубав и помодерен свет, во како што за жал ние немавме можност да живееме и се надевам дека сето тоа ќе го промени нивниот начин на размислување, а богами и начинот на кој што тие ќе работат. Дечиња, да сте живи и здрави, ова како што гледате сето е направено за вас. А вие, почитувани гледачи, да ни бидете живи и здрави, ви благодарам што не дружевте денеска во новата емисија на Супер Звезда. Се гледаме за 7 дена од сега во нашето ново издание, а до тогаш бидете добри, слушајте ги мама и тато и посетете го возобновениот македонски народен театар, бидејќи ова е вистинско чудо. А сега да им мафнеме, да им се заблагодариме што беа сите дел од ова наше денешно дружење и да им кажеме чао, ве сакаме, ве гушкаме и ве поздравуваме. Чао, чао, чао. Чао.